Во Прилеп започна празничната магија. Сдруженијето на наставници по германски јазик на Македонија традиционално веќе трета година поред организира германски Божиќен базар, на кој што активно се вклучени учениците кои што го изучуваат германскиот јазик, но и сите љубители и поддржувачи на современата германска култура и јазик. Станува збор за настан од хуманитарен карактер. Идејата е да ја доближиме предновогодишната магија од европските божикни базари. Знаете вие дека во Германија се организираат едни од најбајковитите новогодишни божикни базари. Идејата беше низ игри, песни, храна новогодишна, да ја доближиме германската традиција и култура до нашата култура. Видете, Божик е време кога страстите се смируваат, луѓето полека почнуваат да ја чувствуваат таа празнична атмосфера и да се зближуваат, да си подадат рака едни на други, и токму таа беше и целта, да покажеме дека иако имаме различни култури, сепак постои нишка, како што ќе кажат сега и децата кога ќе почне официјалната програма, имаме нишка што сите не поврзува и не зближува. Од Институтот ГТ од Скопје, кои што се коорганизатори на овој настан, истакнаа дека интересот за изучување на германскиот јазик во Македонија секоја година е се поголем и поголем. Причините се многубројни, како студирање во Германија, патување, многу сакаат да работат, меѓутоа и они што остануваат во земјава, што планираат да останат да го изучуваат јазикот, бидејќи Германија е значаен економски партнер. Ние како ГТ институт секогаш активно учествуваме во промовирање на јазикот, како и културата. Сдруженијето на наставници на германски јазик е наш значаен партнер и ние секогаш го поддржуваме во организирање на вакви активности каде што ја приближуваме германската култура кај нас. Учениците одржаа богата музичко-културна програма и истакнаа зошто го сакаат токму германскиот јазик. Германскиот јазик го изучуваме ние од 6-то оделение. Искрено, мене не ми представува баш голем предизвик да го учиме, бидејќи е многу интересен јазик и мислам дека сите го обожаваат германскиот јазик. Со труд се подготвувавме за ова, значи вложивме многу труд, исто така децата беа многу заинтересирани, имавме добра соработка, се спремавме, сите заедно комунициравме и сето тоа го остваривме. За мене германскиот јазик представува една многу убавина, едно исполнение што не исполнува во нашата душа. Секој јазик е добар да се учи, ама германскиот е малце посебен. Во нашето училиште, по пример, германскиот јазик е најубавото нешто што може да се учи. Мене од часовите многу ми поминува по германски, преубаво ми поминува бидејќи го сакам германскиот јазик. Сум била Германија 7 години. Тоа ми е најбитниот јазик што го знам до сега. Зошто? Оти најмногу го сакам бидејќи од 3 години го знам. Многу сум задоволна тука да бидам и многу ми е убаво и среќна нова. Градоначалникот на Прилеп најави дека овој настан е почеток на богатата празнична програма во Прилеп, која што ќе следува во периодот кој што доаѓа. Продолжуваме со организирање на традиционалната слава, заштитникот на нашиот град Свети Никола, и од 24-ти продолжуваме со програма и со уште една предновогодишна приказна која што ќе значи враќање на духот на прилепчани и поразличен дочек од сите досега на новата 2026 година. Собраните средства од хуманитарниот настан ќе се донираат за прилепчанец кој што има потреба од помош.